Здрава на сите, јас сум Бојана Дреговска, подпредседател за односи со јавност во AIESEC Скопје. По повод 60 годишнината на AIESEC ви подготвивме мало изненадување со кое што опфативме неколку генерации од последните 60 години на AIESEC во Македонија. Се надевам дека ова ќе ви побуди убави спомени од поминатите години во AIESEC. Нека овој запис биде сведоштво за 60 годишнината на AIESEC. Среќен роден ден AIESEC! Здраво, јас сум Саша Фотевски. Здраво, јас сум Илјана Орниновска. Здраво, јас сум Илјана Петровска. Здраво на сите, јас сум Александар Целески. Јас сум Угдана Ристовска. Имам чест, задоволство и радост да кажам пар зборови од тоа како ние започнавме со реобновувањето и развојот на AIESEC, значи зборам за далечната 81 до 87 година. Што да ви кажам, значи до 81 година преседател и единствен член на LC, вие знаете што LC, Скопје беше Владица Стојановски, кој 82 година го викна мојот добар пријател Маријан Станковски на економски факултет и му рече, јас бев председател и член до сега, од утре си ти, пошто јас дипломирав, не сум веќе AIESEC на факултет и од утре ти демократско избран биди председател. Знаев за AIESEC уште пред да се запишам на економски факултет, па така некако природно станав и член на AIESEC. Тоа беше еден многу интересен период. Македонија само се здоби со својата независност и фактички во тоа време во AIESEC постоеше само еден локален комитет Скопје, кој што беше во рамките на AIESEC Југославија. Нормална интенцијата беше да се формира национален комитет Македонија. Меѓутоа и ние како AIESEC се соочувавме со истите предизвици со кои што се соочуваше нашата млада држава пред приемот во меѓународните организации. За среќа се најдоа тројца јунаци кои не само што формираат тој национален комитет, туку успеа и да го задржат членството во тој еден лимбо период на комплетна меѓународна изолираност. Морам да ги спомнам го има. Тоа се Милан Спиридоновски, за жал дека е покоен, тој беше првиот председател на AIESEC Македонија и двајцата подпредседатели Андриј Алексовски и Андреј Евтимович. Во тоа време 93 година бевме можеби некако 100 членови кои што не сите били комплетно активни. За тоа време беше доста турбулентно време за AIESEC, затоа што AIESEC во тој период се уште не беше национален комитет, па тогаш трошното тројцата представници од Македонија успеа да го регистрираат национален комитет Македонија во AIESEC International. Така да Маријан не викна Стево Салџиев, Михајло Ширговски и мене Саша Фотевски да го обновиме или да се обидеме да го обновиме тој AIESEC клуб или тогаш се нарекувавме, беше време на социјализам, комисија. Сите други мислеа дека е тоа некаква студентска комисија создадена од владата или од факултетот или од партијата, меѓутоа тоа беше една, и вие сами знаете, денес супер работа. Тоа беше период помеѓу 2002 и 2007 година. Период во кој AIESEC имаше 20 на членови, меѓутоа во следните години со упорна работа, со истреност, со издржливост и со голем труд успеавме да стигнеме до членство од 140 професионални луѓе, до 10 на проекти, до 80 на рекордни размени во 60 годишната историја. AIESEC влега во 2008 година и активно се задржа до 2011 година. И дефинитивно можам да кажам дека факултетскиот живот ќе го памтам AIESEC.
Проекти остваривме во тоа време многу. Например, учествувавме во Виена во 84 година на ELCIM, на European Local Committee International Meeting, во мај 84 во Атина на MSM Mediterranean Meeting, во Белград 85 повторно на ELCIM Meeting и во 87 година веќе поразвиена ISEC LC Скопје беше, направивме скупштина на југословенско ниво во Охрид. Влеговме во ISEC International, например, дури на меѓународниот конгрес во Шри-Ланка, не се сеќавам дали беше 94-95 година. И после тоа веќе се тргна нагоре. Се зголеми бројот на членовите, почнавме да одиме на меѓународни семинари, на пракси. Дури во 96-та, на крајот од 96-та година организиравме еден голем семинар, СИМОС. Може би од денешна перспектива ти изгледа и малку смешно, затоа што тој семинар во тоа време беше огромен успех. Не само што имавме над 100 медиумски појавувања, тука и покровител не беше тогашниот председател Киро Григоров. Тој дури дојде и на официјалното отварање на нашиот семинар и нормално беше прва вест на главните вести на македонската телевизија. Имавме студенти од повеќе од 20 земји. Значи се формираше Национален комитет Македонија и тогаш се формираше локалниот комитет Скопје, кој што навистина во тој период 93-94 година доста бевме активни. Јас бев пратена како член на организационен одбор на МЕДКО, тоа е Медитеранска конференција во Пула, каде што успеав да се запознам со многу странски гости, со многу странски ISEC членови и најважно да споставам нетворкинг со хрватските колеги, ISEC-овци, кои што навистина многу ми помогнаа. Ми дадоа голем број на материјали и кога се вратив, формирав тим на членови кои што сакаат да работат на проекти, станав Vice President Project и почнавме да создаваме и да планираме и да имплементираме проекти. Така да ја бев првата која што го организираше првиот кариер дей во Македонија воопшто, ISEC Македонија го организираше и беше навистина успешно, можеби нели првиот пат не толку успешно, меѓутоа стварно беше голем успех за да се договори со десетина фирми, компании да дојдат и да имаат состаноци, разговори со наши студенти од економскиот факултет. Кога јас бев во ISEC, годината кога бев на извршен одбор, имавме околу 60 активни членови, што беше солидно. Секако секогаш има плюс-минус, има ghost members, има активни членови, меѓутоа доста добро се смогиавме со таа бројка. Мултинационалните и мултиетничките тимови кои што работев на повеќето проекти или меѓународни конференции ми овозможија да стекнам осознаеност за разликите во светот, меѓутоа и едно богатство плюс кое се уште го користам во професионалната работа. Како најдобро искуство од ISEC не би можела да издвојам едно, бидејќи секој има своја обавина и јас имав и многу различни искуства, ниту едно слично на претходното. Така што навистина не би можела да издвојам, значи убавината на се е што учиш додека си таму и практично учиш кога ќе те фрлат во вода и кога ќе добиеш нека одговорност за некоја работа, сватиш дека едноставно зависи од тебе и се учиме од грешките. Оно што би можела да го издвојам како најинтересно од мојата кариера во ISEC, тоа е секако Меѓународниот интернешнал конгрес, така се викаше тогаш, веројатно се уште во истото име. Имав среќа и привилегија да учествувам на два. Во 96-та во Полска, во Варшава и во Николајки. Таму беше покровител тогашниот председател Вашневски, тој дури дојде на свеченото отварање и изненади сите кога кажа дека самиот бил ISEC-овец и дека бил на пракса во Германија. И вториот IC беше во Атланта, во САД, една година после Олимпијадата во Атланта и тоа беше едно исто незаборавно искуство. Иако јас века бев на крајот од мојата кариера како од ISEC, тогаш бев outgoing по национално. Она што ISEC ми овозможи е пред се да ги усовршам јазиците кои пред тоа ги знаев, меѓутоа баш да ги добро заради сите тие меѓународни средби и пракси во странство ги isprofiliram ili usavršam i mi dade dosta komunikacijski veštini, така да подоцна во животот немав проблем да стапувам во контакт со било какви луѓе од било кои делови на светот и од било која област на науката, културата или економијата, што е пред се нели ISEC Association Internationale des Étudiants en Sciences Économiques et Commerciales. Пред се би
комуникацијата со луѓе од различни земји и различни континенти, прифаќањето на различните култури, традиции, обичаи, некои од нив кои што се многу далеко и многу различни од нашите, ова го преминуваме и денес во мојата сегодня. Освен Career Day, постат следа многу други проекти и се ширеше работата на ISEC, членовите во организирање на проекти со кои што се зголемуваше всушност знаењето и вештините на нашите студенти. Освен таквите проекти, организиравме и стручни семинари, како што беше МОСЕМ. МОСЕМ беше првиот мотивационен семинар со кој што се започна и со кој што сакавме да ги educираме новите ISEC членови за основни вештини, тимски вештини, лидерски вештини. Меѓутоа, во соработката со Хрватска се договоривме да организираме уште еден семинар кој што беше Macedonia International Leadership Development Seminar, MILES, кој што е и денеска драго ми што се уште се организира, се со цел да се изградат лидерските вештини кај ISEC членовите на повисоко ниво. Тогаш беше организирано со тројца, мислам, Хрвати, ISEC членови, кои што навистина многу ни помогна да ги воздигнеме нашите вештини, лидерски вештини. Во тоа време многу остваривме ексченџа, значи наши студенти отидоа на многу пракси во странство. Еве јас на пример добив пракса во Виена 84 година, 85 година во Swiss Airlines во Цирих, Маријан Станковски беше во 85 во Шведска, 87 во Атина, Михајло Шировски 85 во Париз и секако ние нови членови кои ни пристапија после 83-4 година навистина многу плодно се развиваше таа соработка меѓу разни ISEC организации worldwide. И исто така што е најважно што бев на многу меѓународни конференции во Америка, во Швейцарија, во Полска и многу не можам дури да ги набројувам каде се не прошетав со ISEC, меѓутоа не е само шетањето, не е само патувањето, навистина најважни се тие контакти, конекции со пријатели, нови пријатели и развивање на тие лични и лидерски вештини. Посетив доста, мислам дека првата, не мислам дека сум сигурна, првата интернационална конференција што ја посетив беше во Виена и бев практично одушевена кога сфатив дека има и други луѓе на друг дел од светот што го прават истото што го правам јас. Беше многу возбудливо, ти го отварат видикот и те учат на некој, да речеме, нов мајндсет, те отварат кон нови менталитети, нов начин на работење на работите. Едноставно, никако ги бришат оние граници со кои што сме научени да живееме тука. Значи, сваќаш дека слободно можеш да излезеш во било кој момент, да одиш надвор, да научиш од некои други луѓе, да научиш други начини на правење на работите. И навистина е многу интересно, и навистина сеќавање кој си го беше са памети првата интернационална конференција. Дополнително би сакал да кажам дека освен овие генерални вештини кои што ги имам добиено, ISEC ми помогна преку по десетина конференции, повеќе семинари да имам како искуство, како знање уште од рана возраст во вештини како што се преговарање, како што се продажба, вештини за body language, вештини во комуницирање, вештини во работа со интернационални тимови. Освен проектите, доста интересно што во тој период, во тие години го формиравме, значи, и локален комитет Кулет, така да и по другите факултети во Македонија се формира локални комитети, се активира млади студенти и исто така после една година исто се отвори локален комитет Охрид. Многу беше во одружењето, значи меѓу нас, меѓутоа многу е важно што имавме дружење на интернационално ниво. Во Македонија ги активиравме праксите за прв пат, мислам, освен претходниот период кога имаше заостанување. Сега со формирањето на национален комитет повторно можеме да нанесеме практиканти, повторно можеме да одиме во странство и многу беше интересно. Првиот практикант беше од Канада, Девид,
кои што имавме интересно искуство со странци. Понатака следува од дами од Гана, Јапонката, кои што имавме можност со различни култури да се сретнеме, да се дружиме и најважно што се активираше и наши студенти, значи наши колеги додат надвор на пракса некаде во странство. Јас конкретно го искористив таа можност и бев на пракса во Commerzbank Siegen во Германија, кој што ми беше како некој заокружување на моето членување во ISEC и на завршување на моите студии. И освен значи овие тимски вештини, овие лидерски вештини, имав можностите и за практично искуство во банка, каде што не само искуството во банка, туку и го развив, че го освоив мојот германски јазик и исто така воспоставив нови контакти, се дружев таму со локалниот комитет, па дури и правевме некои мотивациони состаноци и беше навистина корисно. Втората работа која што никако не можам да ја заборавам од ISEC, тоа е мојата пракса во Египет. Јас бев на пракса 4 месеци во Египет, во Каиро, во компанијата за Течел Хайц, работев во одделот за маркетинг. И навистина им препорачувам на сите сегашни секторци никако да не ја пропушта таа шанса, доколку имаат можност да одат на пракса, затоа што можеби ќе имате шанса да одите на различни семинари, меѓутоа праксата во ISEC е едно неповторливо и едноставно незаборавно. Моментално работам како консултант во една македонска консултантска компанија која работи проекти во државата и во регионот. И моето искуство во ISEC од една истреност, од една посветеност, од исполнетост, од остварување на дедлайнови во работа во тим, професионално пристапување кон обврските до осознавање на лидерските способности кои што еден индивидуалец може да го направи добар тимски играч, меѓутоа и лидер во тим, за да може да се преземе таа одговорност која е потребна за да се завршат сите работи. Мило ми е многу што ISEC да живеа 60-ти роденден, ама сметам дека има уште многу повеќе, не уште дупlo, уште трудупlo од тоа, така што со нетрпение очекувам да гледам нови генерации и нови годишнини и нови просвети. Навистина ми е драго што ISEC успеа сите овие години да обстои и да биде активен, не само да обстои, но и да биде активен во Македонија. И посакувам и понатака да бидат се повеќе и повеќе активни. Ние веќе како American College имаме веќе соработка, организиравме пред еден месец Career Direction за средношколци, значи се повеќе и повеќе да се шири можноста младите луѓе да ги исклучуваат своите вештини и знаења. И навистина ми е драго што ISEC сега слави 60 години и се надевам дека во нареднава или 61 година всушност ISEC ќе се возди на уште повисоко ниво, ќе биде поактивен и ќе има уште нови локални контакти. Јас сум дел од ISEC алумни организација. Оваа година кога ISEC слави 60 години во Македонија и моје задоволство е да кажам дека во тие 60 години и јас имав свој дел во ISEC. Би сакала да ви посакам среќен 60-ти роден ден на ISEC Скопје, односно ISEC во Македонија, истовремено и 65-тиот роден ден на ISEC International. Се надевам дека ќе имате уште многу нови членови, многу нови локални комитети, ако се уште се викаат локални комитети, да. Многу проекти, многу семинари и многу меѓународни искуства. Откако излегов од ISEC ќе бидам искрена првата година не бев толку инфолвирана, меѓутоа понатака баш се заинтересирав и ги следам цело време работата на новите членови. Генерално не може во никој случај да се каже дека една генерација е подобра од друга или да се направи некоја директна споредба, меѓутоа секоја генерација се носи некој свој дух, каде што се чувствува кон што е повеќе ориентирана, какви проекти ќе има и значи дури може да се почувствува атмосферата, што ти нагласува какви проекти, какви успеси ќе се доживеат во таа година. Голем дел од алумните викаат ако сега ми дадат уште еден мандат да видите што ќе направам, ама тоа е убавината на тоа, практично и на тој начин учиме како да работиме. И денеска ми е многу мило што нашиот LC Local Committee Скопје брои над 100 членови и што оваа година прославуваме 60 години од постоењето на ISEC во Македонија. Благодарам и се најуба, драги ISEC-овци. Здраво,
Јас сум Милена Антоновска и сум председател на ISEC Македонија. Моето искуство во ISEC започна пред 3 години, кога станав член на оваа организација. Искрено на почетокот, веројатно како и повеќето, немав поим што ме очекува. Но она што го преживеав досега е и повеќе од очекувано, повеќе од она што можев воопшто да си го замислам. Можноста да присуствувам на голем број интернационални конференции, да поседам некои земји каде што дотогаш не сум била, да се запознам со различни луѓе од различни култури и навистина нешто прекрасно. Денеска сум горда што ја прославуваме 60 годишнината од постоењето на ISEC во Македонија и што можеме да се пофалиме дека сме една од организациите со најдолга традиција во земјата. Исто така сум горда на тоа што продолжуваме да растеме, продолжуваме да се развиваме и го продолжуваме оној успех за кој се заслужни секако изминатите генерации на бивши ISEC-овци, наши драги алумни. Денеска можеме да се пофалиме дека постоиме во уште еден град, покрај Скопје и Прилеп, отворивме наодамна комитети во Тетово, броиме над 150 активни членови и продолжуваме со успешна реализација на многобројни проекти. Единствено што останува е да се посакаме уште толку многу години успех. Нека ни е среќен од една. Здраво, моето име е Стефан Младеновски и сум председател на локалниот комитет Скопје. Најпрв би сакал да се заблагодарам на сите оние претходни генерации сековци кои што ни го возможил овој голем настан со кој можеме гордо да се пофалиме. 60 години од ISEC во Република Македонија. Навистина е чест и задоволство да се членува во една интернационална студентска платформа, која на глобално ниво има 65 годишна традиција, успешно трансформирање на младите студенти во лидери на утрешнината. ISEC е платформа која му возможува на младите луѓе да го откријат, да го развијат својот лидерски потенцијал, да го прошират својот хоризонт кон светот. Навистина е чест и задоволство да се членува во интернационална студентска платформа. Со сите оние активности кои ги превземаме и настани кои организираме секојдневно, силно сум уверен дека остваруваме истата мисија и визија која што имале оние млади 7 луѓе, на кои треба им се благодарни. 7 луѓе кои се заслужни за основање на нашата организација. ISEC како релевантна студентска организација во нашето општество представува матица на перспективни млади луѓе кои со својот ентузијазам, способности и желба за успех имаат цел да остварат позитивно влијание врз општеството, да се борат за подобро утре. Прекрасно е да се видат сите овие генерации кои што допринеле со својот активизам и дела ISEC Македонија да стане она што е афирмиран интернационален бренд кој е добро познат на сите ентитети во нашето окружување. Топло ја препорачувам оваа организација на секој оној кој што е заинтересиран дискусија на нова перспектива во животот да започне на нова позитивна авантура.